Не кому е печено, ами за кого е речено, чита Александар Станојков. Си бил во некој град еден сиромав терзија. Од него побрз нигде немало. Ноќе, дење, шиел и шиел, а не шака. Цел ден глава не крајал од работата. Ни гледал кој врви пред неговиот дуќан и кој оди од пустото шиење негово. Шу како да сработи поеќе работа и да спечали троа пари да си купи една куќерка и некое нивче. Барем во летото да си ја сади ја тутунче, ја разјање, како што си саделе комшиите, за и тој да биде малку пораат, дури да му втасаат децата и да и глави, да белчим ќе го изваат на селјамет. Еден пазарен ден излегол царот да шета низ чаршија и кај што врвел покрај дуќаните, сите дуќанџи му станувале, саде терзијата не му станал. При се што го видел царот и врвел, па не му станал чунки пресапил, ако стани, ќе изгуби 100 игли од работата и ете ти зијан. Арно ама цара го видел и не му станал и со прво поминување пред терзијата ништо не му рекол. Враќајќи се назад, пак му се ополил да види али ќе стани терзијата да му стори чест као што му чина сите. Арно ама терзијата само си шие, вјасат да вјасат и се чини као да не го гледа царот и врви. На тоа згора царо му се вратил при терзијата и му рекол: "Абре терзио, оти ти не стануваш кога врвам јас пред дуќанот твој? Не гледаш оти сионарот кај ми станува и чест ми прават?" Кога го виде пустиот терзија царо, стори да стани и царо го задржал да не станува и му рекол: "Честити царе, прво не те видов оти врвиш ти, а пак јас сум многу сиромав и сум се стегнал да спечалам некоја пуста пара, да си купам една куќерка и некое нивче, за да си садам тутунчок или разјане, дури да ми втасаат дечината и да си и главам, да се ратисам барем на старост. Ете, од тоа нешто, честити царе, толку брго шијам, што да не изгубам ни една игла, чунчи рекле стари, ја брз терзија биди, ја брз питач, ја брз арамија." Од која го изслушал царо, го простил и го изжалал, та му рекол: "Лели толкова си се засилил да работиш, мајсторе, ќе спечалиш и наместо еден нишан да ти давам јас тебе, ќе ти пратам една убава риба да ја јадиш со дечињата и да ми правиш за мене доа." Си отишол царо на сарај и му наполнил една голема риба со алтани, та му ја пратил со еден измеќер негов. "Заповедајте терзи баш и оваа риба, бакшиш ти ја праќа царо за да си јадиш со дечињата и да чиниш доа." Кога чул терзијата тој збор, одвај беше се исприл за да ја види рибата, за да не изгуби неколку игли, и му рече на измеќерот како со безќеф: "Абре, брате, не е за мене таа риба, туку, лели, царо ми ја прати, бери чатврсан. Ја обеси онде на чивијана, молим те да не станувам, оти ќе изгубам од работава." Ја обесил рибата на чивијата и си отишол измеќерот при царот. Едно како да ја погледал рибата која му ја покажал измеќеро и уште еднаш не е се ополил на рибата. Само шиет да шиет и на тоа згора еве ти еден човек муштерија на терзијата му дошол на дуќан и му ја видел рибата обесена на чивијата. "Браво, мајсторе, а така те сакам не? Доста јаделе би солде? Па и ти си човек, треба да јадеш, и ти риба. Ами, оти била голема, ти можеш и на 2 пати да ја сготвиш и да ја јадеш." "Море, али сум јас за риба да купувам, бре братко, и пари да давам. Па остај пари што не дам, ами не си оставам работата и да одам на рибни пазар да купувам риба. Оваа риба ми ја дае на бакшиш и ако најдам некој јали муштерија, би му ја продал." "Која е така?" му рекол муштеријата. "Ај, продај ми ја мене, да јас ќе ја сготвам и на гости ќе те викам." Вур тур си ујдиса и му ја продаде за 6-10, та си ја донесол дома и си нашол алтаните. Пред да ја земи муштеријата рибата, му рекол: "Мајсторе, не за кого било печено, ами за кого било речено, тој ќе ја јади рибата." Утрото пратил цару измеќеро да види и да го праша дали беше сладка рибата. Кој да знае дали беше сладка, бре брате?
Јас му ја продадов на еден муштерија за 60, чунки со тие пари можам да си ја наполнам куќата со многу нешта. Отишол измеќаро при царо и му кажал оти ја продаде рибата за 60. И вистина, како што рекле стари, не кому му е печено, ами кому му е речено. Терзијата само си шиел 1000 игли за пара и уште кај си шие можеби.